А со мене во студиото е угледниот директор и еден од првите имиња на македонската психијатрија, доктор Стојан Барјактаров. Добро утро, господин Барјактаров. Јас знам дека некои од гостите ни велат ќе разговараме по телефон, некои ни велат ќе дојдеме во студио, вие прифативте во студио да дојдете. Кажете ми прво да ве прашам, бидејќи се секој ден на клиничкиот центар во Скопје, каква е атмосферата таму? Се чувствува на подигната, да кажам, мобилизираност? Како се однесувате со можноста да самите бидете заразени, бидејќи тоа сепак едно средиште на пациенти, лекари, медицински персонал и така натаму? Што се случува деновиве на клинички центар? Добро утро на вас и на вашите гледачи. Благодарам за поканата. Прво да кажам дека моето доаѓање тука не е дека јас сум нешто похрабар од другите или дека не ги почитувам препораките. Меѓутоа, една од, да кажам, и функциите на лекарската дејност и должност е и јавноздравствената, да кажам, јавноздравствените аспекти во кои ние сме должни и да ги пренесеме информациите и да едуцираме на населението, така да истото го прават сите надлежни институции. Меѓутоа, како што гледаме во вашето студио, се почитуваат препораките, значи раздалеченост, значи се она што може си да направиме. Така е, дезинфекција честа, дистанца која што се држи и така. Да, во секој случај во сите клиники во склоп на клиничкиот центар се следи една покачена мобилност и спремност на лекарите да се соочат со овие предизвици, имајќи во предвид, значи, специфичностите на секоја клиника посебно. Секако дека најголема на удар е клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби, која што, како што гледаме до сега, на еден многу високо ниво се соочува и се справува, и до сега сите пациенти се според протоколите кои сме ги учеле ние уште за време на студии во епидемиологија. Дори едно време имаше еден колега, вчера ме потсети, имавме и војна епидемиологија, во кој сега ги гледаме овие препораки и ги следиме. Меѓутоа се гледаат и на другите клиники. Некои клиники се кај што може да ги намалат своите програми, ги намалуваат. Конкретно нашата клиника не ги намалува. Се прилагодивте ли на некакви специјални услови или продолжувате со редовно работење? Ние продолжуваме со редовно работење со пациентите, меѓутоа на поспецифичен начин. Бидејќи ги следиме аспектите и на телемедицина, тоест на телепсихијатрија, за која ние поодамна збориме и кои не се непознати во светот, туку се и многу препорачливи во овој период, така да сите амбуланти работат, меѓутоа на принцип на контактирање на пациентите преку мобилни линии или на веб платформи кај што може да се направи видеолинк, така да според програмата на мој термин и сите се прегледани без физички контакт. Директно да ве прашам, сепак сте во многу чувствителна професија, психијатријата бара контакт со пациентот кој што се третира. Дава ли овој вид на, како да кажам, индиректен контакт, а не директен во физичко присуство, дава ли посакувани резултати или пациентите може би трпат заради тоа што сепак по телефон или по друг вид на комуникацијско средство мораат да ги примаат советите и да прават разговор со лекарите? Секако дека непосредниот контакт има своји квалитети, кои не можат да се кажат дека се во ист квалитет како и при видеолинкот. Меѓутоа во висок степен се почитуваат, значи, сите принципи на еден психотерапевски сетинг, и се многу по-успешни, како и за, можете замислите пациент кој ќе дојде кај нас и кој ќе биде високо анксиозен за тоа што има тука луѓе, што има луѓе во чекална, што може би дошол со автобус, сигурно дека во овој момент е многу поприфатливо и за пациентот и за лекарот да направиме еден ваков вид на третман. Доктор Барјактаров, го спомнавте зборот анксиозност. Анксиозностите се предпоставувам во пораст. Овој стрес низ кој што поминува општеството, предпоставам дека ја дига една психотична, ако сакате, состојба во општеството, бидејќи карантините, социјалните дистанци, притисокот од лоши вести и така натаму, веројатно наметнува еден вид на напнатост која што е со пошироки димензии. Забележувате ли пораст на случаи на анксиозност, на овој тип на, како да кажем, асоцијални пореметувања, па дури и во психотички состојби, или се уште е ситуацијата, да кажем, на некаква нормална висина на раширеноста на таа анксиозност? Мислам дека сме блиско до многу светски примери во кои вакви состојби на криза
Не би можел да кажам дека зголемуваат анксиозноста. Меѓутоа, алертноста, да. Сите сме многу повеќе алертни, внимаваме што правиме, слушаме. Еве како што слушавме градоначалничката на Битола што кажа, значи јас сум изненаден колку у Македонија мнозинството на граѓани ги почитуваат и препораките и колку сме внимателни што правиме и како правиме. Секако дека има мал процент кој можеби не може да се навикнат овие услови, но големиот процент не се работи тука за анксиозност која би била во смисол на некои психопатолошки содржини. Се работи на некој што ние сме го сетирале, да кажем, нашиот организам на еден поинаков начин на действување, во кој ги сменуваме секојдневните правила на кои бевме навикнати. Така да, овие услови, ние внимаваме што ќе се случи, далеко сме повнимателни, значи можеби сме повеќе ни се наострени нашите сетила, меѓутоа тоа е еден друг вид на состојба, не би рекол анксиозност. Сепак да ве прашам, бидејќи ова ќе потрае. Дали тој тип на притисок кој може да потрае неколку недели, да не кажем и полоши прогнози, бидејќи може да се движи до 2 месеци целата оваа ситуација, како што предвидуваат вашите колеги епидемиолози и некои други експерти. Сепак тој притисок кога ќе се разлече во толкава должина, се плашите ли дека ќе добие други психотични помасовни облици, или мислите дека луѓето сепак овој сегашен стрес ќе го претворат во некаква навика, па ќе го преработат да живеат со него во можеби некакви нормални нови околности? Па не гледам причина зашто не би се случило позитивното сценарио во однос на психолошките аспекти на оваа криза. Бидејќи сите ги имаме тие стравови во нас, меѓутоа знаеме секој пат да најдеме некоја мотивација зашто се справуваме со овие стравови. Можеме да поземеме и позитивни примери и од историјата, и од, ако сакате, и од филмовите или од литературата, во кои луѓето биле во многу подолг период изолирани, ради многу пострашни причини, веројатно. Значи, сите се сеќаваме на прекрасниот филм Лавита е бела и видовме на каква мотивација имаше таткото и како ни за еден прекрасна начин на игра и едукација го спроведе синот ни за една Принчипеса и целата приказна дека се работи за игра всушност, а не за наметната ситуација. Па тоа е една од, гледате, низ програмава цела оваа недела и наредната се обидуваме да викнеме експерти од разни области, имавме социолози, утре веројатно и психолог ќе имаме, бидејќи ова е во суштина една социопсихолошка ситуација, помалку е психијатриска ситуација, но ме интересира и нешто друго. Препорачувате ли некакви зголемени дози на средства за смирување кај оние кои што не може да го поднесат ова? Биќе ја знам од разговори со познаници од Реплек, тие веќе сигнализираат со години дека е многу порасната потрошувачката на диазепами и сите овие други средства и така натаму. Во оваа ситуација повеќе средства за смирување или сепак некакви други активности? Видете како гледам јас на ситуацијата. Значи, сигурно да во Македонија сме на една од земјите со голема, висока степен на злоупотреба на средства за смирување на бензодиазепини и со години збориме како да направиме, да кажам, механизми за тоа да се намали. Апомани. Дај да си зеа бабче. Да. Ќе помогне. Меѓутоа, значи, како вика народот, секој е зло за добро. Јас мислам дека и оваа ситуација, која е голем предизвик за нас, треба да искористиме, да се погледнеме у себе и да го смениме начинот и ритмот на живот. Нели често се употребува една максима сега, светот сопре. Сопре, сите бевме толку убрзани, толку трка со времето, толку трка. И сето тоа беше голема причина или за една таква висока анксиозност меѓу населението. Ако сега најдеме време да се погледнеме у себе, да ги видиме причините за таквото наше претходно однесување и дека веројатно оваа ни е, да кажеме, фудбалски речник жолт картон, дека треба да промениме нешто, тогаш треба да работиме на себе и да ги намалиме. Ова спротивно треба да биде причина, можност да го намалиме. Што вика, во секое зло има и нешто добро. Да ве прашам, вирусот е заразен, дали е анксиозноста и стресот заразен? Дали по ваши проценки практично таја поголемо општествено ниво на е резултат на тоа кој сте обкружени со луѓе кои што се анксиозни, кои што се под стрес и така натаму, не станувате ли самиот повеќе нервозен? Сигурно така е така. Паниката може да биде заразна, нели? Тоа го гледаме и во секојдневниот живот, кога ќе се најде некој човек што повеќе драматизира или што повеќе крива паника, тоа може да го шири на луѓето околу себе. Меѓутоа,
ние другите, или може би другите кои се по-психолошки стабилни или кои го видуваат, тоа треба да влијаат на намалување на ситуацијата. Почувајќи од прости примери, нели дома сега има секогаш некој повеќе заинтересиран и цел ден што ги прати овие случувања, пресконференции, информации. Сигурно дека од овој пример што го гледаме сите секојдневно, другите секој пат има некој што намалува и му кажува кочи, немај толку... Меѓу Netflix и вести бираат Netflix или вести, зависи што ги интересира. Сакам да ја прашам нешто друго. Сепак вие работите со специфични пациенти. Пациенти кои што се во одредени психотични состојби, но и кои што се наоѓаат во одредени социјални и општествени услови кои што може да бидат и понередовни од останатата, да кажем, популација. Например, стари луѓе кои што се по домови, кои што се сега со високо ниво на изолираност. Вие знаете дека, да речеме, мојот татко е во старечки дом и знам дека таму ние не можеме веќе со недели да го посетиме така натаму. Што препорачувате на тие луѓе? Тие луѓе сепак гледаат телевизија и така натаму, некои од нив се со разни степени на деменција и така натаму. Дали кај нив очекувате влошување заради оваа социјална изолација на која сме приморани? И сами да кажавте, сите ние имаме понекој пат, може би некој близок, и мојата мајка е во Струмица, па веројатно нема да ја видам подолг период, бидејќи е во постара. Јас сум во фреквентно движење, така да сигурно и јас треба да направам мерки за да спречам евентуално да кажам пренесување на некоја зараза. Така да сите треба да најдеме начини и тоа некој да го прилагодиме. Ако зборевме долг период за штетните последици на технологијата, нели, зависноста на децата од игри, зависноста од гледање телевизија, меѓутоа сега технологијата можеме да употребиме, да кажем, во позитивни цели. Прилагодувањето на ситуацијата е во секоја кризна ситуација, така и во ова. Меѓутоа сега имаме поголеми оружја него, да кажем, во Втората светска војна, каде што комуницирале со писма и дали е жив или не е жив. Сега секојдневно можеме да се видиме, да се гледаме со нашите блиски. Така да, секако дека креативноста и мотивацијата зашто ќе го спромениме нашето однесување е тука. Последно прашање, некои велат дека ова многу ќе удри на начинот на исхрана. Дека ќе се зголеми збројот на здебелени, бидејќи сега кој ќе се седи едно месец дена дома, само нешто ќе се грицка, само нешто ќе се јаде, ограничена е можност за шетање, затворени се сите теретани, сите спортски објекти надпревери и така натаму. Очекувате тој вид на компликација или, бидејќи не верувам дека сега баш сите ќе се фатат за шејкови да пијат дома со ова седењево и со грицкање, претпоставам дека ќе има пораст на обисити, што викаат. Очекувате компликација во таа насока? Па видете, значи се Бидејќи може да има и аспект на смирување тоа. Јаде човек и некако му проаѓа сигурно дека е така и сигурно дека ќе има, значи, прешување самите на себе како да се справиме со овој апетит кога не сме физички активни. Може би е мала среќа што се стоплува времето, сите знаеме на пролет кој ќе се стоплува времето, па ни се намалува апетитот. Па и да се збори за оваа тема, сигурно ќе не натера да помислиме на тоа, па не ќе е лошо да си ги извадиме и ваѓите, па да се пратиме колку е тоа зголемување. Па така. Јас кој ќе застанам на мојата вага, она дигитална и ми вика, ве могиме еден по еден. Затоа сум ја ставил таму негде длабоко во некој ормар. Доктор Стојан Барјактаров, директор на Скопската клиника за психијатрија, ви благодарам за ова утринско гостување и ви пожелувам се најдобро на клиниките. Морам да ви кажам дека од разговори и општествен впечатокот дека досега со тоа како се носи медицинската фела во Македонија со кризава, рапидно се дигна некако и довербата и почита кон лекарската и не само лекарската и целата медицинска професија, бидејќи мислам дека за сега ова прилично добро се хендла, ако не се лажам. Па и јас мислам така и значи опште впечатокот за тоа, меѓутоа мора да кажам дека ние сме такви со години, не е дека ние нешто нагло сега се сменивме. Имаше нели период во кој бевме цел на напади, меѓутоа во кризни состојби се гледа дека здравствениот систем е во доста витална состојба и дека функционира, така да како што гледате сите наши колеги се на првата линија, така да кажам. Ви благодарам уште еднаш. Стојан Барјактаров, директор на Скопската клиника за психијатрија.